Почнавте? Гледайте пета сезона! Нова сезона! Тинтери-минтери шоу! Тинтери-минтери шоу! Гледайте пета сезона! Ученици, odmor počne, imate 15 minuti slobodno, ajde. Мене писали, я казала на мандарина. Ей, я носа мандарин. Я се одлучив да си се хранам здраво и затоа си земав мандарина. Мандарина склад. Ти, Мила, што носиш? Ja nosim čips. Чипс, па тоа не е здраво. Da vi kažem pravo, ja jedem sve. I čipsovi, i smoki, i gumeni bomboni. Pa pak su mi zdrava i slaba. Sagate? Не, јас. Dobro, jak se ima do toaleta. Ćao. Почим на Мила не е ништо, и на нас нема да не биде. Ајде земе тој чипсот. Леле, дечки, колку сум гладна и пак ми ставија мандарина. И мене ми стави мандарина. Мандарина, склад. Мандарина склад. Ти, Матеа, што зем? Јас не забравам мандарината на маса. Па може да се делим. Здраво. Здраво, Мила, што носиш ден за јадење? Gumeni bomboni. Пак? Гумени бомбони пак не здраво? Глазе си ти. Ama zašto? Ja vi kažem vas дека ja i jadam sve, znači sve i pak su mi zdrava i slaba. Eto, sakate? Може. А чекај, ти зашо не едеш, не си гладна? Ами извони телефонът, ja idem moram da se ja. Можеш го добро. Да, говориш се. Да, много се вкусно. Плазе си на Мила што вака се може да се јаде. Да. Но само уште не тера да јадеме. Мене зелен чук ми дава. Ај, бар ќе бидеме поздрави Мила. Ми на Мила ништо не й фали. Не отсуствува во школа и многу е убаво. Тоа што треба. Не, Мила. На вистина. Види, Мила го даде чипсот на тој чичкано. Извади мандарина. На вистина. Дечки, таа ни го даваше чипсот, ние го изедовме. И кога ни ги даде гумените бомбони, ние ги изедовме пак. Ние се храневме нездраво, она се хранела здраво. Затоа не верувајте во се што ќе видите. Ја неделава ќе имам концерт по виолина, сакате да дојдете? Јас ќе дојдам. Каде ќе биде концертот? Во музичко училиште. А на што ќе свириш? Виолина. Здраво, многу сум нервозна. Зашто? Си го изгуби франецот. Како си го изгуби? Ето така не можам да си одам дома, бидејќи мајка ми ќе ме кара. Побореш да ја кажеш. Не можам. Зошто не можеш? Зашто мама ми вика цело време дека многу сум ја расејана и се губам.
па ајде да побараме. Никаде го нема. Де на тие училишниот двор? Ајде да провериме. Не е ни во училишта. И сега, што ќе речеш на мајка ти? Лена, мајка ми ме бара. Ајде, јави се. Ало, мамо. Мамо, Ивана мамичка, ранчето ти е останало дома. Дојди да си го земеш. На вистина? На вистина е ранчето држам. Добро, мамо. Ранецот ми бил дома, веднаш се враќам. Секојаш биди искрен со родителите. Тинтири-минтири шоу! Лист, камен, ножички. Ау, зашто ме удри? Тата видов ја удри сестра ми. Не викај на сестра ми. Намистина не си фер. Ја мислев дека си ми другарка. Ако сте другарки, не треба да се удирате. Но тоа е меѓу нив. Не треба ти да се мешаш. Ама не сакав да ја удрам. Туку. Па ајде извиним се на сестра. Не примам извинување. Јана, немој да ми се смируваш дури ако ти се извини. Нина, не се извинувај. Ама јас сакам. Не ти се смирувам, Нина, и повеќе не сакам да си играм со тебе. Викна мајка ти ја се одите. Ајде, Нина, си одиме. Ама чекајте да ви објасна. Што е да кажемо побрзо? Имаше мува на рамото на Јана и јас сакав да ја утопам и случајно ја удрив Јана. Не ти верувам. Не видија мувата уште лета, застана. На вистина. Ти реков дека беше случајно? На вистина има мува. Нина не лаже. И плюс ти се извинувам. Извинувањето е прифатено. Ајде сега пак да си играме. Лист, камен, ножички. Не брзај со рутината. Тинтири-минтири шоу! Моето маче
Тон иде, камера иде, акција. Дами и господа, Деца и родители! пријавувањето за аудицијата го прогласуваме за отворено! YouTube или TikTok, веќе нема граница. Македонско девојче, кипе шарена. Може да рапувате. Тинтири шоу! Јас сакам да пеам. Јас сакам да пеам, ама се срамам. Не треба да се срамите во Тинтири. Аудицијата за пеење е отворена. Пријавете се. Ако сакате да пеете и вие, Може да се пријавите на овој телефонски број. може да се пријавите на нашиот Инстаграм или Facebook профил. Чао. Дали знаеш што имаме за домашно? Не, ти? Не. Ајде да се јавим на Михаела, може таа знае. Ајде, викни ја некаде. Ало? Михаела, сакаш да дојдеш да пишуваме домашно? Да, ќе дојдам сега. Ајде. Чао. Сеќате. Здраво, дечки! Што правиш, добра си? Да, вие? Добре, супер. Каде планираш за нова година? На 30 со другарите, а на 31 со семејството. Јас одам за Крушево 3 дена. Ти? Јас ќе дојде брат ми од Германија и ќе идеме во новата куќа. Одлично. Супер. Нели домашно ќе пишувавме? И стварно. Да, бе. А знае некој што имаме? Не, јас не знам. Дури ги заборавив и книгите. Ние мислевме дека ти знаеш, затоа ти викнавме за да ни помогнеш за да се пишуваме. Дајте си јавиме на Иво. Може таа знае. Еве јас ќе се јавам. Ајде. Ало, Ало, што правиш? ева ништо. Сакаш да дојдеш да пишуваме домашно? Ајде за 5 минути. Чао! Чао. Сега ќе дојдеш. Здраво. Добро. Ајде сега се шминкаме. Што? Шминкање. Да се шминкаме? Требаше домашно да пишуваме. Ние те викавме за тоа. Знаеш што имаме? Да. Какво домашно? Домашно што го имавме тоа, што ни го даде на снемичката. Македонски. Ама, јас каснев на македонски. Фризерката ми правеше коса. Ти што правеше? Јас во тој момент на страничката кога кажуваше што имаме за домашно бев во тоалет. Јас па историја проектот го правев. Ти? Јас без правив муабет со Марија. Не знам како се поминала на одмор, не знам нешто ми кажуваше. Е добро. А да пишеме во групата, може би и другите деца знаат. Може. Ајде, јас ќе пишам. Еве, пишам па сега, кој врати, брат? Ај провери дали пише да? Нема никој врат. Е, па да пишеме на Лара, она секој се знае. Да. Може. Ајде јас. Испратено. Ај види дали вратила Лара. Не вратила уште. А да ја прашаме наставничката? Да бе се на наставничката јас ќе пишувам, може жената си отишла негде на викенци со одмара, остај таа жената? Да, и тоа што викаш. Да, што мораме да пишуваме? Ќе кажеме дека никој не ни пише и Лара не ни врати. Тие се неодговорни. Ај плюс, ние сме живи суштества, не може толку домашно да ни дава. Битно се потрудивме. Така е, и преводно. Така е. Да ви кажам право, нашата наставничка најмногу домашни дава. Главата ми покривеше. Добар ден, ученици. Добар ден, наставничке! Ајде, сега имаме македонски, да ви видам домашните подгответе и ајде, Михаела, покажи ми на своето домашно. Наставничке, немам домашно. Немаш домашно, зашто немаш домашно? Наставничке, не знам што имаме за домашно. Добар ден, Иво. Добар ден. Добар ден, наставничке. Наставничке, се извинувам, малку се успав. Кажи, Михаела, зашто немаш домашно? Зашто не си слушнал?
Наставнички, во тој момент кога кажувавте што имаме за домашно, јас бев во тоалет. А добро, зашто ме ја праша, еве, например, Мија? Јас немам домашно. И ти немаш, зашто би Мија немаш домашно? Па не знаев. Што имаме? Па на час кажав, не ли ме слушна? Не, го правев проектот по историја. Проект си правеше на час по македонски. Браво, бе. Можела да ја прашаш, еве, Ева. Ја немам наставнички домашно, немам домашно. А зашто Ева немаш домашно? Зашто немам, не знаев што имаме наставнички. Па не ли ме слушна кога кажа? Не наставнички си правев муабет со Марија, не ме слушна. На час си правеше муабет, а? Да. Епа, еве, Ива требаше да ја прашаш. Еве, Ива. Наставнички, не јас немам домашно. Ива, зашто немаш домашно? Па наставнички, доцнах на час, бев на фриза предходно. Па зашто еве, например, не праша, еве, во група, зашто не пишав? Пишавме наставнички, никој не ни одговори нас. Да. Да, наставнички. И сега? Сега наставнички немаме домашно. Да. Лара, имаш ли ти домашно да прашам? Да. Браво, Лара. Зошто, например, не ме прашавте мене за домашно? Наставнички, јас им реков да ве прашаме, ама тие велат не, поготово Ева. А зошто би Ева мене да не ме прашате? Зашто наставнички беше викенд, може си отишле негде, се прошетвате, од каде да знам јас сега наставнички. И плюс Мија рече дека многу сте давале домашни вие. Вистина, Мија? Да, наставнички, многу домашни давате. Еве, Ива истото го рече дека многу домашни давате и дека се биле многу досадно. Па сега наставнички, не е секој заинтересиран за вашиот час. Стварно наставнички? А добро, зошто еве, например, не прашавте Лара за домашно? Наставнички, Ја ја прашавме. Ја прашавме Не наставнички. ни одговори. Не ни одговори. Да, Лара е крива. Таа не ни пиша што имаме домашно. И сега наставничка, вие заради Лара да ни ставите нас минус? Стварно наставнички? Ете, гледате, не сте фер. Лара, дали те праша што имате домашно? Да, јас им одговорив, ама они не ја виделе пораката. Еве, видете дека ви одговорив. Ај проверете си ги пораките на Вибер. На Вибер пишувавте? Да, наставнички. Да видам кој пиша на Лара? Јас. Ај провери дали ти вратила? Да, братово, дечки. Вратила, кога вратила? Вчера, завчера во саботата. Лара, вистина? Да. Значи ти си им пишала што имате домашно. Тие не ни провериле порак. И сега јас, извинете, ама на вас морам да ви ставам единици, а на Лара ќе ставам не една, туку две петки. Едната е петка ќе биде за другарство, зашто на време ми вратила, а втората ќе биде за одговорност, затоа што си ја завршила домашно. А вие ќе се потрудите малку повеќе, да ви кажам. Многу е убаво вака што се дружите и што се собирате и што заедно пишувате домашни, меѓутоа не е убаво да обвинувате други затоа што вие не сте си ги завршиле задачите и вие сте неодговорни. И тоа не е убаво, и тоа треба да го смените. А Лара, браво. Биде одговорен и исполнителен. Немој да ги обвинуваш другите за своите грешки. И најважно од се, биди друга. Јас го викам, а тој прави фори. Сакам да го сликам, а тој не ми збори. На тој
Мандарина склад. Да. И јас на 30 кг со другарите. Каде треба? Зашто? Шо ти е? Нели ви реков, јас ништо не би, значи, јас се јавам за здрав. Јас се. Што ви? Ај види дали вратила наставничке, јас им реков да што ми е. Зошто ме вие да не ме прашате? Се збуни цела. Говорите, ајде. Па ја прашавме наставнички, ама она не ни одговори. Ти си тела. Сега наставничка ние... Наставам за Ладила. Ајде сега. Леле господе. Нема се си да одговараме. Акција. Кој беше Јована? Јова. Кој е Михајло? Не, тој е Јова. Нина. Холивуд се плаши и да деца наши тука сите глумат, пеат и постојано се смеат. Некој црта, некој игра дава гол, а ние го имаме Тинтери Минтери шоу. Иде и камера исто така. Секој талент место свое сака. За супер авантура гледај, правиме култура и ти не паѓај во замка. Излези од рамка. Тинтери Минтери